Македонија треба да стравува од индискиот сој на COVID-19, предупредуваат лекарите. Доктор Злата Мехмедовиќ вели дека неголема закана за проширување на делта варијантата е транзитот со летните одмори. Затоа ќе биде тешко да се спречи индискиот сој да влезе во земјава. Со оглед на тоа што се летни одмори, со оглед на тоа што имаме прилично големо раздвижување на населението и во околните земји, можеме преку втори или преку трети земји, преку одредени контакти, поради високата трансмисија на вирусот, да го внесеме недетектирано и одеднаш да имаме експлозија на вирусот. Доктор Мехмедовиќ алармира дека во следните месеци мора да имаме масовна имунизација, за на есен да не се доведеме повторно во ситуација која би го блокирала здравствениот систем. Подотоците кои што ги имаме, сега дали се зборува за есенски бран или се зборува за бран кој што ќе биде порано од есенскиот бран, зависи од тоа како секоја земја ќе се однесува во наредниот период. И подготовките за тоа што би можело да не чека во наредниот период се базираат врз основа на подотоците кои што ги добиваме од земјите, каде што веќе овие варијанти кои што се високо преносливи се во подем и имаат манифестирано голем број на случаи кои што се клинички манифестирани поинаку, меѓутоа се и со поголема, се уште непотврдено, смртност и тешки последици по здравјето. Доколку тоа се оствари како такво, тогаш навистина ќе биде тешко за здравствениот систем да го контролира процесот на лекување, не само на превенција на болестите, затоа што се смета дека бројот на хоспитализации кај делта варијантата се зголемува за 2 пати. Значи, двојно повеќе ќе имаме хоспитализации. Во Македонија првиот случај на заразен со индискиот сој беше откриен на почетокот од јуни. Неодамна во земјава беше детектиран и случај на нигерискиот сој кај полковник на Арама, кој што заболе на мисија во Централно-Африканската република. По 22 дена на инфективната клиника, тој беше пуштен на домашно лекување.